Почитувани гледачи, денес гостим во утринската емисија на К1 телевизија градоначалникот на општина Свети Николе, господинот Зоран Тасев. Добро утро за вас и добре ни дојдовте. Добро утро за гледачите на К1 телевизија. Минатата година започнавте со реконструкција на двете најголеми улици во општината Крстем и Сирков и Младинска. Покрај овие истовремено се работи и на други локални улици. Докаде се градежните активности? Дали се очекува си да биде завршено во предвидениот рок? Да, минатата година започнавме со долго очекуван проект, финансиран од страна на Светска банка. Се работи за реконструкција на двете најголеми сообраќајници, кои што го поврзуваат едниот со другиот дел од градот. Тоа е улицата Младинска и улицата Крстем и Сирков. Се започна на Мала Богородица, символично на 21 септември. Успешно од динамиката на извршувањето на градежните работи, со оглед на временските прилики и неприлики, нели? Градежниците подобро го знаат тоа. Меѓутоа, на општо задоволство на сите е што интензитетот на работите се одвива со предвидената динамика и се одвива и она што го гледаат светониколчани на лице место, навистина се задоволни. Значи, се работи прво за една квалитетен зафат, квалитетни работи. Таму се внесуваат доста новини, се решаваат сериозни проблеми кои што во минатото не си ни помислило дека ќе се решат. Атмосферската вода, која што е голем проблем, и на овие улици, и на собирните улици, кои се новија две големи улици, се става во големи опфатни цевки и се одведува онаму каде што треба во реката и на тој начин ќе се избегне донесување на поголема количество на вода во останатите улици, посебно во централното градско подрачје, а оние граѓани кои што имаат стари приклучоци за вода им овозможуваме да направат нови приклучоци, бидејќи ги известуваме на време дека доколку не се приклучат сега, нема да може да се приклучат, тие тоа го прифаќаат, значи постои една интеракција, една соработка помеѓу локалната самоуправа и граѓаните и изведувач од фирмата Жикол од друга страна и реков дека на општо задоволство добро се тераат работите. Моментално на половина од улицата Крстем и Сирков се работат градежни зафати и верувам дека до предвидениот рок можеби да дадеме еден месец фора затоа што не се знае со временските неприлики или како ќе биде, меѓутоа можеме слободно да кажеме дека во текот на оваа година до октомври ќе имаме две модерни сообраќајници во градот. Кога ме прашавте во делот на останатата инфраструктура, значи ова се двете поголеми улици. Меѓутоа нашата заложба, нашата интенција како општина не само овие големите, туку и помалите улици каде што ќе правиме реконструкција или е негде во тек, или е негде планирана, или е негде завршена, додиме комплетно со промена на водоводната мрежа. Старите азбестни цевки и азбестни линии ги отстрнуваме, значи и ставаме нови цевки. Моментално во тек продолжија градежните работи на улица Ангел Трајчев, која што исто така значајна улица. Таму поради временските лоши услови беше застаната работата во текот на зимата. Вчера се продолжија интензивно градежните работи и верувам дека многу брзо ќе дојдеме до фаза на асфалтирање, бидејќи подземните инсталации се сменети, значи го немаме тој проблем. Останува да се доврши улицата Цветан Димов, таа асфалтирана, меѓутоа поради зимските услови не се направи на партерно редување од страна на тротоарите. Тоа е врска на изведувачот, ние како инвеститори го имаме се тоа обезбедено од делот на фискалните импликации. Друг интересен зафат градежен кој што се работи изградбата на градската капела, кој што нели во фаза на завршување, мислам дека е дојдено до кровна конструкција и внатрешно уредување и тоа исто така објект кој што го немаше општина Свети Никола, а ќе го има. Значи, понатаму во фаза изградбата на паркингот за тешки товарни возила, со тоа што имаше една наша интервенција во делот на заеднички со изведувачот на предлог и на неодредена група граѓани, значи ќе се малку видоизмени проектот, затоа малку застана работите, меѓутоа верувам дека ќе се продолжи онака како што е договорено. Имавме исто така некои проблеми во делот на Евана, таму околу дистрибуција на одредени, дислокација на одредени електрични столови кои се дрвени и се уште чекаме да бидат поместени, па затоа работите стојат, меѓутоа кога ќе се реши тој проблем? Мислам дека брзо ќе се реши тој проблем и дека ќе продолжи фирмата со градежните работи. Имаме еден куп работи кои што се во најава. Кога велам во најава, значи тоа се работи кои што или се во тендерска постапка,
или се веќе завршени тендери, избран надзор и почнуваат да се ставаат во владение или да започнуваат градежните работи и градежните активности. Оде можеме да направиме на цела палета на активности кои што буквално сите Николчани веќе го препознаваат она за кое што ние зборувавме и знаат дека ако градоначалникот и локалната самоуправа речат дека таргетот или фокусот на активностите ќе биде на оваа работа, тие веќе не ни помислуваат дека тоа нема да биде. Значи, 100% се сигурни дека она што го зборуваме, тоа и се реализира. Значи, нашите интенции, нашите заложби се комплетна реализација на програмата, меѓутоа и проекти кои што не се предвидени во самата програма, затоа што знаете, кога одите на терен, слушате нови предлози, нови идеи, доаѓаат од најразлични страни и сега кога ќе ги сублимирате, ако најдете одредени финансиски средства, тоаш доаѓате во ситуација да го реализирате тоа, или ако не можете да го реализирате, го ставате во проектна документација, па чекате подобри времиња. Например, овде би кажал за проекти за кои што веќе имаме обезбедено финансиска конструкција и кои што се завршени со тендерска постапка, посебно помошта преку Вардарски плански регион. Значи имаме многу добра соработка, проекти започнати заедно со нив. Имаме преку нив обезбедена и комплетна проектна документација за многу големи проекти кои што ние како општина не можеле од финансиска гледна точка да си ги овозможиме. Значи, меѓутоа приликите биле такви, па се овозможи. Ние обезбедивме и ќе започнеме деновиве со канализација во селото Горно и Долно Црнилиште. Само да напоменам дека претходно, за време на мојот мандат, направивме канализација во село Ерџелија, најголемо село во општината, во село Гробинци исто така. Значи зборувам за огромни села со развиена рурална средина. Одиме со Горно и Долно Црнилиште исто така поголемо село. Ќе одиме со 7 детски, тоа се 7 плоштатки на најразлични локалитети, 3 се во селата, 4 ќе бидат во градот. Кога 3 се во селата, затоа што претходната година реализиравме во 7 села, така да нема да има село што нема да има селска плоштатка со детско игралиште, со баскет игралиште и така натаму, што навистина е задоволство кај граѓаните во овие средини. Понатаму деновиве ќе започнеме со реализација на патниот правец Клучка Куманово село Орел, во должина од 4,7 км преку руралниот развој, меѓутоа средства преку Вардарски плански регион, уредување на излетничкото место Мавровица, исто средства преку Вардарски плански регион, уредување на излетничкото место Бареш преку Агенција за финансиска поддршка со грантови кои што ние го обезбедивме, и за 8 села имаме УПС, што на тие села ќе им даде дополнителен развој, бидејќи ќе ги урбанизираме и ќе можеме и да продаваме парцели, меѓутоа и да оди во насока да граѓаните можат оние инфраструктурни потреби кои што ги имаат да ги задоволат. Овде кога сум кај селата, морам да напоменам, да искористам вашиот медиум, вашата телевизија, да ги повикам сите граѓани, посебно од селата Ерџелија, посебно од селата Горобинци и Мустафино, дека до 31.3 е новиот повик за легализација на куќите на инфраструктурата кои што имат. Сите да поднесат барања и елаборати, затоа што половината и повеќе немаат поднесено, после нема да имаат друга можност и друга шанса за да станат легални собственици. Бидејќи, ќе ви кажам ситуација, луѓето навистина не ги знаат работат, значи и не се во функција да ги пратат законите, тие да работат и да си работат нормално работата. Затоа сме ние тука градоначалниците, владата, институциите да ги информираме вие преку вас медиумите. Значи што е многу важно? Човек направил куќа. Меѓутоа е направил куќа на првиот спрат, после правил уште еден спрат. Тој му е нелегален. Значи не пријавен, значи мора да ги пријава, да ги легализира. Тоа се минимални средства кои што ќе ги дадат, меѓутоа трајно ќе го решат овој проблем. И затоа ги повикувам сите во канцеларијата на шелтерскиот систем на општина Свети Николе, ќе користам приликата сите да дојдат да поднесат барање кои што немаат поднесено барање во делот на легализација. Ова испадна така ми текна кога зборувавме
за урбанистичките планови. Понатаму направивме проектна документација и чекаме тендер преку Министерството за транспорт и врски делот на канализација и вода по населбите Сопотски и Гробински пат. Сопотски пат е пуштен тендерот, за Гробински пат се уште чекаме некои формалности. Исто така кога зборуваме за проекти во најава или кои што се веќе изготвени проекти, а треба да на тендер, тоа е улицата 11 октомври, улицата Гоце Делчев, голема улица, која што ќе се вади коцката, ќе се менува водоводната мрежа, па ќе се става асфалтен слој и на двете. Пробивање на улицата 11 македонска бригада, која што е од круцијално значење за тој дел на градот, затоа што ќе направиме еден бајпас, ќе го избегнеме прво застојот на улица Младинска, која што ќе има комплетна реконструкција, таму ќе се менува вода, канализација, тампон и се она што се прави на модерна сообраќајница. За да немаме застој, ќе мораме да најдеме алтернативно решение на тешките товарни возила, меѓутоа и на останатите возила. Значи решението е правиме елаборат за експроприација, донесене ДУП-от, пробиваме на нова улица, значи за прв пат ја пробиваме, меѓутоа ќе направиме голема работа. И во еднина овие улици кои што ги реконструираме нема да се користат за тешките товарни возила, туку напротив, Нема да се оштетува. Нема да се оштетува, туку ќе одива преку 11-та македонска бригада и ако веќе нели треба секоја година може да се реновира, подобро една улица отколку сите улици да се. Значи, оној домаќински пристап. Ние не сме богата општина, па за да можеме да си дозволиме луксузи секоја година нели да ги реконструираме улиците. Значи треба многу наменски и користењето на улиците, меѓутоа многу наменски и да се планираат и урбанистичките планови, и да се планираат инфраструктурните објекти. Но оно што посебно со горд го завршуваме новиот генерален урбанистички план, еден плански опфат кој што е така навистина голем, од 730 хектари обемен, беше 460, сега да ми со 730. За овие не цели 3 години, да речем како сум градоначалник, донесовме 11 детални урбанистички плана. Во постапка се донесување уште на 4 урбанистички планови, го донесуваме ГУП-от, можам да кажам дека се она што реализираме и се она што е фокус на нашите активности е дело на овие урбанистички планови, затоа што тие се инпутот. Од таму ги црпиме фискалните импликации со кои што ги сервисираме сите оние обврски кои што сме ги наследени, меѓутоа и новите кои што произлегуваат. Значи, сериозно си ја свативме домашната задача, тоа е дека градот треба да расте, да се развива, граѓаните имаат потреба од се тоа, а ние сме сервисот кој што треба да им го овозможи се тоа на граѓаните. Во делот на инфраструктурата, со ИНДП преговараме за да ни се изгради срушениот мост и оштетеното речно корито. Мислам дека сме на добар пат и колекторот би го ставил тука на добар пат да ја завршиме таа работа. Финишираат во завршна фаза се разговорите со нив. Исто така, кога нели зборуваме за инфраструктурни проекти, сакам да кажам дека не се запоставени воопшто селата. Значи, како паралелно работиме во градот, така работиме и во селата. Ја завршивме тендерската документација за водоводот во село Мустафиното, едно големо село, кое што за жал нема водовод. Од 2002 почнал да се гради и никако да успее да се заврши. Се надам со овој наш зафат дека ќе им овозможиме и на овие граѓани да прво да дојдат до вода, па после да размислуваме за отпадните води, за канализационниот систем. Паралелно да не зборувам, ги чистиме речните корита, значи се тоа на што е потреба на граѓаните. И би напоменал дека денеска излезе тендер за реконструкција на селските улици. Тоа е значи тампонирање, пробивање, ставање на цевки негде кои што има проблем со површинските води. Значи текони работи и активности кои што секоја година се предвидуваат во динамиката на работите на една општина. Започнавме со реконструкција, разговор за реконструкција на двете најголеми сообраќајници, а завршивме и со не знам проектите за руралните средини, потоа за проектите во рамките на Вардарскиот плански регион. Оно што сакам да поразговараме следно е за тоа дека општина Свети Николе е една од првите општини кои што понуди локација за градба на објекти за домувања. Колкав е интересот изразен во бројки за проектот Купи куќа за млади во вашата општина? Знаете, некако кога
велат Господ така полека ги тера работите во вистинската насока, така и се одвиваат работите. Јас не сум ни знаел дека на пример владата ќе излегува со проекти кои ќе се млади. Меѓутоа уште ако ќе ме пратите во сите мои настапи уште од почетокот, секогаш велев дека како општина ќе се развиваме, дека ги имаме сите можности и дека треба да работиме на урбанизација и на донесување на урбанистичките планови, кои што планови па ќе овозможат нели на за домување и дури мислам дека бев еден од првите градоначалници кои што излегов јавно и реков експериментално понудуваме нова населба, типска населба, каде што плацевите се до 1000 хектари големина, внимавајте. И сега вака имаше скептици во јавноста кои што велеа ќе се продадат, нема да се продадат. Можам да кажам слободно дека сите плацеви се продадени. Ова е од стариот проект, значи сите плацеви се продадени. Веќе се градат куќите, а нашиот е да обезбедиме инфраструктурата, вода, канализација и се она што е поред. Ние имаме во планскиот опфат на ГУП-от имаме големи парцели и површини за типски населби. Значи, една од тие е во населбата Горобински Сопески пат кога одите спрема село Горобинци од десна страна, веднаш до градот, на голем блок кој што ќе го понудиме. Значи, таму ако не стасаме со преку ГУП-от, зборев со представници на Министерството за транспорт и врски, ќе одиме со УПВНМ, значи урбанистичка планска документација во населено место, само да фатиме тајмингот за купи куќа за млади. Па интересот е голем. Значи луѓето прашуваат за најразлични работи. Некои прашуваат за изградба на нова куќа, некои прашуваат за доградба или за реконструкција или подигање и така натаму, затоа што овие работи кои што ги нуди владата на Република Македонија во соработка со нас општините, на вистина ретко која држава ќе ги понуди или ги нуди. Тоа е едно и друго. Погледнете самата помош која доаѓа. Сега ние како градоначалници, каде ни е најголемиот проблем? Значи најголемиот проблем ние ќе ги продадеме плацевите. Не е проблем. Плацевите одат по 1 евро, граѓаните ги плаќаат комуналиите. Меѓутоа тоа се тековни средства кои што доаѓаат, нели? И заминуваат. Секој пат имаш нешто што треба да платиш, па чекаш други средства. Овде владата вели вака: да, вие како градоначалници обезбедете минимум 100 локации, ние ќе ви овозможиме изградба на водовод, канализација и патна инфраструктура. Тоа за еден млад човек кој што сака да прави куќа, значи е многу брзо решавање на неговиот сон. Сите млади и сите други бараат да работат и да имат свој дом. Значи ова се основните параметри кои што за едно нормално живење. Со овој проект кој што го тера владата преку нас, значи ние доаѓаме до позиција да им возможиме на многу млади луѓе да дојдат до свое живеалиште и да не чекаат на оние инфраструктурни работи, туку тоа да се доди паралелно и да биде плански. Воедно сакам да кажам дека после 1987 година се прави првата зграда во општина Света Никола. Значи, замислете колку години се чекало за да се изгради. Тоа е една убава локација, имаме најава уште за купување на друга локација, интересот за купување на станови исто така е голем, значи тоа ме изненадува. Ја очекував дека ќе има побарувачка, меѓутоа гледам дека луѓето бараат дали поради атрактивноста на зградата или поради новото инфраструктурно поврзување на Свети Никола со околината, пред се со метрополата и со Велес и со Штип. Тоа времето ќе го покаже. Ние можеме само да кажеме дека за нормален развој на една општина треба да си во фокусот на настаните и да си добро инфраструктурно поврзан. Со овие најнови активности кои се случуваат, значи ние како општина ќе бидеме многу добро поврзани. Кога го велам ова, го велам пред се, мислам на изградбата на автопатот Скопје, Свети Никола Штип, кој што 90% е пробиен, кај нас имаме веќе на 4-5 километри и асфалтно, па се шегуваат граѓаните, тоа не е автопат, тоа ќе биде писта, затоа што многу е рамен, многу е убаво направен, нели? Брзиот пат по кој што дојдов до вас во вашето студио од Свети Никола до Велес, кој што се гради до Штип, исто така е нова можност, затоа што ајде само да се присетиме вака, знаеш, луѓето можеби не треба да ги подсетуваш, меѓутоа треба да правиш една компарација. Ајде да се присетиме како беше пред 10 години.
вака, реално да разговараме за колку време ќе ми требаше на мене да дојдам до Велес. Се слушнавме пред да тргнам, значи за колку време ќе ми требаше. Значи, тоа се екзактните работи. Тоа се фактите кои што се гледат и условно ќе кажам, така се сака Македонија. Значи Македонија се сака на начин на кој што треба да покажеш, бидејќи со добрата инфраструктура, со доброто работење на градоначалниците во инфраструктурните проекти, со добрата соработка помеѓу владата и помеѓу градоначалниците, работите си доаѓаат на свој место. И нормално дека секоја општина ќе си го најде својот интерес во ова и ќе ја гледа шансата. Јас отворено кажувам, значи со новиот автопат јас мислам дека ние ќе бидеме една од прво најбрзо растечките општини. Второ, понудуваме многу добри локации не само во градот. Например, сега имавме сајам за градежништво, бев присутен на сајамот како општина, бевме присутни и кога ме прашуваа моите млади соработници што соработуваат посебно во делот на урбанизмот, велат градоначалник, добро, кажете ни што ние сега ќе понудиме да ги цртаме мапите, не, и реков вака многу едноставно. Ќе земеме еден дрон, ќе го снимаме автопатот, ќе ги снимаме парцелите во Трстеник, ќе ги снимаме парцелите во Сопот, во Преот, а тие се само на 2,5 км од Клучката, и ќе им покажеме што ние им нудиме на тие што секој ден се жалат дека имаат не знам колку честички во воздухот и не знам колку тешко се живеело затоа што сите сакаат со кола да бидете во Скопје. Многу едноставно филозофија. Дојдете, живеете мирно овде, а работете во главниот град, никој не ве забранува. Меѓутоа и тоа и го направивме и рекоа дека имало огромен интерес. Прашувале каде се парцелите, како се доаѓа, која е големината, која ќе биде цената, што мене лично ме прави задоволен. Дали мислите дека со изградбата на автопатската делница ќе придонесе тоа повеќе инвеститорите својот капитал да го вложат токму во вашата општина? Приватните инвеститори знаете како гледаат. Тие го гледаат интересот, меѓутоа ја гледаат инфраструктурата и поврзаноста и прават повеќе анализи. Не можам да кажам дека ние имаме некоја голема навалица на инвеститори во нашиот град сега, затоа што приказната или работите не се завршени. Значи, да ги имаме завршени работите, можеме да зборуваме. Меѓутоа, со самата најави на доаѓањето на луѓето и прашувањето, тоа покажува дека тие веќе го таргетираат како место у кое што ќе го најдат својот интерес. Двостранен интересот. Инвеститорите да дојдат во градот, да изградат фабриките, оние што нема да дојдат во градот, тие што ќе бараат работа која што не им одговара во градот, многу брзо ќе го најдат на другото место. Тука е индустријската зона Бунарджи, тука е индустријската зона во Штип. Патувањето е многу кратко, кога земете еден човек што нормално живее на запад, патува 1 сат до своето работно време. Ние ако патуваме 20 минути, као не знам што да се случило, што е и најнормално у Скопје да живеете у Ѓорчеа, да работите у аеродром и зачунете колку време ќе ви треба да стигнете до работното место и да се, значи тоа не е модерен начин на живење. Меѓутоа, јас ќе ви посочам еден интересен момент кој па вие сами проценете. Ние во индустријската зона Овче поле имаме 156 хектари слободна површина. Слободно. Ова сега што ја урбанизираме имаме околу 20 хектари слободна површина. Моментално во тек тече оглас во кој што нудиме 6,5 хектари слободна површина до самиот пат, брзиот пат Велес Штип, помеѓу Агрија и МИК ги нудиме тие парцели. Едната е Б1, значи деловен комплекс, и верувам дека ќе побуди интерес за да биде купена, затоа што почетната цена на едната е 1 евро, нели Б1 малку поскапа, околу 5 евро мислам дека е почетната цена. Значи, меѓутоа ова се атрактивни локации. Овие 156 хектара за кои што ви зборував се наоѓаат на многу интересно место. Се наоѓаат помеѓу помеѓу автопатот и помеѓу брзиот пат. Еден ден кога ќе се завршат сите овие градочни активности, тоа ќе биде интересна локација за многу кои што ќе сакат да го најдат својот интерес. Значи, реков, работите полека, меѓутоа ќе го дадат очекуваниот резултат. Каква е состојбата со образовниот систем во општината? Дали доволно се инвестира во училиштата, било тоа да на инфраструктурни проекти или пак во образовниот кадар? Образованието е процес во кој што нели се воведуваат новини, во кој што
учениците сакаат да има што подобри амбиентални услови, родителите исто така за учениците, на професорите да им се овозможат што подобри услови. Реков, тоа е процес. Ние во рамките на нашите можности, она што можеме да си го дозволиме и го правиме. Јас во досегашните активности ќе истакнам дека двете спортски сали во двете најголеми училишта, основни училишта, кои што беа стари по 35-40 години, не беа чепнати вака, направив комплетна реконструкција, менување на под, прозори, внесуваме нови грени тела, значи посветуваме доволно внимание. Ќе објавиме тендер за промена на кровната конструкција во Кирил и Методи, завршуваме со постапката за промена на прозорите во Кочурацин, во делот на енергетската ефикасност, во Даме Груев се заменија комплетно прозорите, подот и кровот, значи во село Ерџелија, така да со должна почит, значи она што е реков наши услови, наши можности, ние го тераме во таа насока и секогаш ќе работиме на подобрување на условите во училиштата. Посебно обрнувам внимание на менеджментот во средношколскиот центар, каде што имаме земјоделско училиште, дека тие треба да бидат водечката сила во тој дел, затоа што треба секогаш да иновираат одредени работи, меѓутоа имаат добри услови за практичната настава, има добри услови, имаше една израелска инвестиција околу мини расадник, како изгледа, значи да ги фокусираат учениците во она што во иднина ќе им значи екзистенција. Верувам дека и понатаму ќе се продолжи со инвестирање во образованието и во двата ресурса кои што ги кажавте. Неодамна во Свети Николе беше отворен и информативен центар за превенција. Која е улогата на овој центар? Тоа е еден проект што го спроведува Министерството за внатрешни работи во Штип, значи секторот Штип, СВР Штип, во кој што тие посочуваат некои сегменти што се вака интересни. Значи има граѓани кои што денеска среда е приемен ден во општина Свети Никола. Ке дојде некој граѓанин или граѓанка, наши жители ќе се пожелат на одредена ситуација, меѓутоа ќе се пожелат, знаете како луѓето размислуваат? Луѓето многу едноставно размислуваат. Локалната самоуправа е само еден спрат во целата зграда која што има во општина Свети Никола. Меѓутоа повозрасните луѓе ќе доаѓаат кај мене и кажат: не, вие сте председател. Така. Вие сте председател, вие президент. Дали тој има проблем у катастар, дали има проблем во земјоделие, дали има во ЈП, дали МВР, не е важно. Важно или председателе, ја дојдов кај вас и сега вие дигнете телефонот или јавите им, вие сте таму главен. Така го тоа перцепираат, посебно повозрасните. Тоа е можеби сегмент од токму оние проблеми што се јавуваат и сега доколку има некои проблеми во МВР, во одредени пријави, одредени други проблеми, за да не оди во МВР, во едношалтерскиот систем секоја среда се има нивни представник кои што ги прима сите поплаки, кои што ги прима сите, ги регистрира сите, тука прават еден нормален разговор и понатаму ја преземаат процедурата. Значи да не биде граѓанинот вратен. Да не се почувствува, сега многу едноставно може да ме извини, слушај, тоа не е моја одговорност, знаеш, сега ја имам еден куп проблеми. Океј, вие сте за кај нас сте, не решаваме за кај нас сте. Ке се симнете долу, таму се луѓето, со нив ке поразговарате, тоа е. Целта е секој граѓанин да биде услушан. Да. Културата не изостанува во општина Свети Никола. Значајно е да се спомене дека во општината се наоѓа еден од најзначајните археолошки локалитети Била Зора. Колку овој археолошки локалитет придонесува за развојот на туризмот во општината? Ова е локалитет што побудува голем интерес. Прво, самата тежина на локалитет. Значи се работи за чисто македонски локалитет кој што екзистирал од 7-миот до 2-иот век пред нашата ера. Според наодите кои што излегуваат, ја не сум стручен, меѓутоа многу ме интересира тоа затоа што се наоѓа на моја територија. Излегува чиста Македонија или Пајонија. Се претпоставува дека се работи за најголем пајонски град Бела Зора, кој што бил град во кој што владетелите обстојувале, кои што биле најверните војници на Филип и на Александар, кои штителе северниот бедем, така стои во списите, нели, од нападот на варварите, ја штителе античка Македонија.
За ваша илустрација само ќе ви кажам дека е град кој што има киклопски одбранбени бедеми со 3,5 метра ширина, значи ви кажете ми друг локалитет на територијата на Македонија кој што има 3,5 метра одбранбени надворешни, па има и внатрешни одбранбени бедеми, кој што во тоа време имал овални соби. Значи сега може да мислите за каква кој што имал фреските ден денес стојат, само не можеме да ги отрнеме сите, бидејќи немаме доволно средства да ги конзервираме. Кој што имал фреските биле со црна и бела боја, зидовите се буквално како да се огледува во тоа време, значи зборуваме за една многу развиена цивилизација, за да зборуваме за многу тоа ќе направиме на компаративна споредба, како сега вие да седите да ни интервјуто го правиме во Дубај во некоја супер модерна зграда која што е метал, стакло и целата зрачи. Значи тоа бил случувањата во светот биле тука. Ние се обидуваме да ја продадеме приказната, ама тоа е вистинска приказна. Благодарност до Министерката за култура, до Управата за заштита на културно наследство, до владата на Република Македонија, премиерот да заложи така натаму за сета поддршка што до сега ни ја дават и посебно оваа година што ни обезбедија големи финансиски средства и оваа година ќе почнеме сега од март интензивно со работи и работни активности кои што ќе го отворат сјајот на Бела Зора. Затоа што ќе ги откриеме бедемите и ќе направиме на мини реконструкција и кога ќе се движите покрај Свети Никола ќе се гледаат тврдините, што е многу значајно. Ќе го отвориме сектор 6, ќе обработиме целокупната кула и кај што е кралската палата, кај што најаваме неколку кралски одаи со сите оние орнаменти кои што одликуваат на едно кралско одбележие. Јас се потрудив да го асфалтирам патот. Тоа е првиот локалитет што има асфалтиран пат до локалитетот. Она што го зборував со чезата и со кочијата се уште не ми успеело, затоа што споро одат работите, секогаш нешто ќе излезе, меѓутоа и тоа ќе го направиме. И посебно на што мислам дека ќе работам во наредниот период, да обезбедам средства. Прво ќе направиме еден елаборат за експроприација. Многу светениколчани сакаат да се прошетаат до таму, не да отидат со кола. Да се прошетаат. Значи, мислам дека главниот таргет на работите треба да го ставиме да можеме да направиме една пешачка патека. Тоа е блиску до градот, 4,5 км, викендашки, буквално секој ден некој одат и се враќаат, или да одведеме електрична енергија таму, да го осветлиме сето тоа и да покажеме на целиот свет каде живееле античките македонци, како изгледала престолнината на античките македонци, како изгледала Бела Зора, што е многу значено. Кога зборувам за ова, мислам дека вреди да се спомне дека археолошкиот туризам е една од најбрзо растечките гранки. Значи, ако откриете нешто атрактивно, нема некој што ќе го спречи странецот да дојде да го види. А тој кога доаѓа, потрошува и средства, нели, и сето тоа ви возможува брз развој. Мислам дека добро е што Министерството за култура не поддржа комплетно да направиме една голем зафат во Бела Зора и верувам дека тоа ќе го направиме оваа година и наредната година можеме да зборуваме дека веќе што сите нови работи што сме ги нашли во Бела Зора, а во делот на културата би сакал и вас и сите други да ве поканам идната недела. Тоа сакав да споменам сега да го завршиме разговорот. Знаеш кога зборуваме за културата, нели да ги поврзам работите, да ве поканам идната недела во Свети Никола, во градот на Свети Никола, каде што се одржува една вековна традиција посветена на Свети Теодор Тирон. Народот е популарно знае како Тодорица или Тодорова сабота. Тоа е празник кој што го празнуваме, ние имаме буквално да речем два празника. Значи Свети Никола ни е патронот заштитник кој што си го сакаме и го славиме, меѓутоа Тодорица е Тодорова сабота е празник кој што и да не поканите некој на гости, тој ќе ви даде, да знаете, затоа што сите знаат дека тогаш се слави во нашиот град. Има река народ, значи има најразлични културни настани од
фолклорни смотри, народни игри, па овај веќе меѓународен фестивал доаѓаат од соседна Србија, од Бугарија, од најразлични етнички заедници кои што ги представуваат своите фолклорни традиции, тука се доделуваат и награди, се има жири и така натаму, меѓутоа најважно се е другарувањето. Значи, пред се луѓето се дружат и тоа е добро, си ја почитуваат традицијата и тоа е добро, бидејќи ние да не забораваме, сме православни христијани, треба да си ја почитуваме традицијата, треба да си ги негуваме и да ги сакаме вредностите и само на тој начин ќе покажеме дека сме свој на своето и само на тој начин и Господ ќе ни помага. Така. Значи еве една отворена покана до сите наши гледачи, само да кажеме тоа е на 19 овој месец, така? Значи 18, 19 и 20 се деновите кога има многу народ, 19 е баш Тодорова сабота кога е фолклорната смотра, кога се сите оние активности, меѓутоа оној популарно наречен Панаѓур, за кој што зборуваме, значи има еден куп тезги и така натаму. Ја мислам дека сите тезгаджи од Македонија доаѓаат на тој ден. Таму значи почнува од 18 од петокот, па завршува нели во неделата, меѓутоа реков убаво е да се посети и да се види и пред се да се продолжи традицијата. Ете, оние кои што не си го испланирале викендот ќе можат значи да го поминат во Свети Николе. Господине Тасев, јас ви благодарам на гостувањето, ви посакувам уште многу успеси во вашата работа како градоначалник. Ние секогаш ќе бидеме тука како медиум да ги следиме вашите работи. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, во продолжение ќе ја погледнете временската прогноза и вестите во 9 часот.